И го слушав вашиот говор, искрено очекував да бидете по-реални и по-концизни, но очигледно сега сте, да речам, во една многу лоша политичка состојба и како партија пред се и барате оправдување пред се пред вашите гласачи, но штетата која што за жал ја нанесовте како партија на македонската политичка сцена и пред се на интересите на сите граѓани на државата можам да кажам, ненадоместлива, затоа што на пациентот кој што беше во политичка кома, а тоа е коалицијата на СДСМ и ДУИ, кога беше пред распаѓање, вие му понудивте рака и му дадовте инфузија. И го слушав вчера и вашиот лидер, господинот Гаши, кој што јавно искажа осуда до владеачкото мнозинство на СДСМ и ДУИ дека се работи за не европска и не принципиелна влада, но тоа го знаат и малите деца и тоа не е ништо ново. И сега пред вас една тешка задача да вратите довербата пред се на граѓаните дека можете да се спротивставите пред на ДУИ кој што успешно ве изигра и можам да кажам слободно ве злоупотреби во своја сопствена корист. Инаку вие не донесовте одлука за напуштање на владата, бевте изманипулирани, избркани од владата, буквално дигнати на клоци, и тоа е реалната и сурова вистина. Не може да влегувате во коалиција со непринципиелни луѓе и непринципиелни политичари и да верувате дека ќе се градат принципиелни политики. И сега гледате што се случува, снапот е удрен по вас, по вашите министри, но за таа сметка се поштедени сите оние криминални структури што имаат милиони скандали за овој период. Ниту еден министер од ДУИ не одговара, ниту еден министер од СДСМ, освен некои маргиналци, не одговараат, кои што ги нарекуваат за жал и експерти, и видовме дека кога помислија само да променат нешто во правниот систем, веднаш завршија на пазар 3 и тоа на првата страница за продажба. Така да не барајте принципи, уште една ќе кажам, од ваква една структура. Но сепак имате време да размислите, затоа што цената политичка ќе ја платите и тоа пред се ќе биде ваш лош резултат на идните избори, но сепак престојте се, ајде да ја срушиме оваа ненародна влада, затоа што Македонија се повеќе ќе тоне и секој ден останат повеќе на оваа власт ќе значи лош живот за граѓаните на државата. Благодарам.